Денешниот настан некаде планираме до 11:30 да трае, со тоа што ќе се обидеме да приклучиме и онлайн прашања. Учесниците кои што се електронски со нас, навистина ги поттикнувам, можете во било кој период да ги напишете прашањата во делот за прашања и одговори и ние ќе се обидеме во било кој формат тука, и ако не успееме, ако имаме некои технички потешкопти, да ги пренесеме секако до говорниците и до аудиториумот. Иако се надеваме дека нема да ги имаме после првите неколку минути. Од мене веројатно толку, уште еднаш да ви се заблагодарам. Ние овие настани ги гледаме како основа на нашата соработка со судските чинители, меѓутоа нам не се и основа за тоа како ги конципираме застапувачките позиции, како ги конципираме нашите документи за јавни политики. Знаете дека во принцип Институтот за европска политика и со голем дел од вас соработувал. Нашиот пристап е пристап во кој што сакаме да ги верификуваме нашите наводи и препораки со чинителите во судството, како и Министерството за правда. За нас како организација која што една декада веќе работи на судството од аспект на пристапувањето во ЕУ, овие настани се исклучително значајни и се надевам дека ќе ја продолжиме секако со повеќето од вас и понатаму со работката. Бидејќи јас не планирам до крајот да се уклучам, тука би сакала само да се заблагодарам на моите колеги од Институтот за европска политика, особено на Ива Цоневска, на Омлуковски, кои што веројатно со поддршката на Ангела успеа во текот на викендот да изведат чудо и да ги организираат сите три настани соодветно. Сега би се обиделе да го вклучиме министерот Бојан Маричек. Ми дадоа. Почитувана Симонида Кацарска, почитувана председателке Беса Адеми, почитуван Мустафа заменик председател на Судскиот совет, почитувана професорке Лажетич, судија Нанев, почитувана обвинителке Фатиме Фетаи, почитувана советничка на премиерот Ана Малцева, почитувани председатели на судови, суди, судски администратори, информатичари, судски службеници, почитувани представници на Министерството за правда, драги представници на Академијата за суди и јавни обвинители, представници на Министерството за информатичко општество и јавна администрација и други органи на државната управа, предпријатија и институции, почитувани представници на мисијата на ОПСИ и делегацијата на Европската унија, почитувани представници на амбасадата на Соединетите Американски држави во државата, почитувани адвокати и представници на граѓанскиот сектор. Поради неможноста да присуствувам на денешниот настан, со ова видео сакам да ја поздравам соработката која што како Министерство за правда ја имаме со Институтот за европска политика, како и организирањето на денешниот настан, кој е уште една потврда за поддршката и придонесот кој граѓанскиот сектор го дава во спроведувањето на суштинските реформи во правосудството. Чест и задоволство ми е да се обратам на денешната дебата, заедно со представниците на ИКТ Советот и Судскиот совет, кои директно се вклучени во тековниот процес на дигитализација и кои денес ќе дадат осврт на досега сработеното и на тоа што ќе следува. Ние веќе одамна живееме во време на новата информатичка револуција. Свесни или не, се соочуваме со огромни промени кои ни ги наметна дигиталната ера. Следејќи ги промените во начинот на кој живееме, произлегува и потребата нашето општество да доживее дигитална трансформација. Таа полека, но сигурно ќе ја преземе секоја клетка на нашето општество без исклучок. Примената на информатичко-комуникацијските технологии на државно и локално ниво во рамките на јавните служби се претвори во нужна потреба со која ќе се придонесе за подигање на квалитетот на давање на услугите кон граѓаните, а со тоа и да се подобри односот помеѓу граѓаните и државните институции. Во овој тежок период на светска пандемија стана јасно дека дигиталната трансформација не е само пожелна, туку и апсолутно неопходна за ефикасен и функционален јавен сектор. Кризата само нагласи колку може да бидат важни и инклузивни дигиталните услуги. Синергијата на знаењето, практиката и технологијата треба да даде плод во изнајдувањето начин за поголема достапност на правдата до граѓаните. За таа цел, сите досегашни превземени чекори и сите следни мора да водат кон модернизација на правосудниот систем. Само независност
независното и непристрасно судство може да биде гарант за демократијата и владењето на правото. Затоа како влада и како Министерство за правда покажавме силна политичка волја и заложба за реформирање на правосудниот систем, како и желба за враќање на довербата на граѓаните кон државните институции. Работиме на остварување на целите кои ги имаме поставено пред нас и полека но сигурно резултатите веќе се гледаат. Дигитализацијата на која сме фокусирани изминатиот период очекуваме да придонесе кон зголемување на транспарентноста и отвореноста на судовите, зголемување на ефикасноста на судиите и судовите и овозможување полесен и поедноставен пристап до правдата и до услугите. Секој момент се очекува да пристигнат во државата двата експерти од Соединетите Американски држави, кои во обиколка на судовите ќе направат целосна спецификација, бидејќи секој суд, секоја судница си има своји карактеристики. А соодветно на тоа и за потребата за опремување ќе биде различна. Први ќе бидат опремени основните судови Штип, Кавадарци и Струмица, како и кривичниот и граѓанскиот суд во Скопје. Со ОПСЕ се работи на изготвување на функционална платформа на која ќе бидат објавувани податоци за работата на судовите во врска со квалитетот и квантитетот на нивното работење, распределбата на предмети, завршени предмети, време траењето на постапките, одложувањата на рочиштата и така натаму. Ситуацијата поврзана со COVID-19 не насочи кон еден нов начин на извршување на нашите работни задачи и активности, што дополнително ја истакна потребата голем дел од услугите од институциите да ги добиваме по дигитален пат. Сите процеси, поради меѓузависноста на институциите и сложеноста на секој правен систем, вклучително и нашиот, се нужно долги и бараат голема соработка пред да се представат пред граѓаните. Затоа паралелно работиме и на интероперабилниот план за непречена двонасочна комуникација помеѓу судовите и другите институции. Во таа насока, ИКТ Советот во правосудството веќе започна со реализација на активностите предвидени во оперативниот план. Меѓуинституционално, заедно со Министерството за информатичко општество и администрација, ги завршуваат преговорите околу воведувањето на дигиталните услуги за издавање уверенија и потврди од прекршочната и кривичната евиденција. Овие услуги се очекува да бидат достапни прво за физички лица и тоа уште во втората половина на овој месец. Сметам дека дигитализацијата на овие услуги доаѓа во вистинско време, во пресрет на локалните избори, кога потребата од овие потврди и документи ќе биде зголемена како дел од документацијата која кандидатите за советници и градоначалници ќе треба да ја приложат. Почитувани присутни, на самиот крај би сакал да се заблагодарам на нашите меѓународни партнери, Соединетите Американски држави, ОПСЕ и норвешката влада, за поддршката во спроведувањето на овој сложен и обемен процес, како и на членовите на ИКТ Советот во правосудството за напорите кои ги даваат за побрзо ефектуирање на целокупниот процес на дигитализација. Ви посакувам плодна и успешна работа и уште еднаш би повторил дека во Министерството за правда секогаш ќе имате искрен партнер и отворени врати за соработка на овие и на сите други теми од клучно значење за правосудството. Ви благодарам. Едноставно, исклучително важна и би рекла од пресудно значење. Министерот ги спомена странските партнери, навистина без нив сето ова немаше да може да биде возможно, немаше може ни да започнеме, но мора да споменам дека поддршката на целиот овој процес е исклучително важна, што имаме и од судскиот совет, затоа што секогаш кога имаме комбинирани проекти, поддршката, односно придонесот на националните институции е посебно предмет на би рекла вреднување и оцена од страна на партнерските организации. Од тука ќе му дадам збор на заменикот на судскиот совет, магистар Милјазим Мустафа, да ви се обрати. Повелете. Благодарам, професорке. Почитувани присутни, почитуван министер за правда,
почитувана председателка на Врховниот суд, почитувана директорка на Академијата за суди и јавни обвинители, почитувани председатели на судови, суди, обвинители, драги колеги, почитувани членови и председател на ИКТ Советот, почитуван организатор. Дозволете ми на почеток во моје име, во име на Судскиот совет да ви поздравам и да ви се заблагодарам за овој настан и можноста денеска да бидеме заедно. Голема благодарност и до ЕПИ за организација на настанот и за тоа што се со нас, може да кажеме, во секој чекор што го преземаме кон унапредување на нашиот судски систем. А исто така и до сите други кои што придонесува овој настан да се организира во ваква форма и да имаме можност да споделиме мислења и искуства, а исто така и да ги поздравиме позитивните чекори кои што се преземаат во нашата држава. Јас нема да должам многу со воведните зборови, бидејќи денеска мислам дека треба времето поефикасно да го користиме со запознавање со плановите и чекорите кои што ќе ги преземеме со ИКТ Советот и сите други државни органи во правец на интероперабилноста и дигитализацијата на правосудниот сектор. Со најголемо убедување и надеж можам да кажам дека после воведување на АКМИ системот во судскиот систем, овој е еден од најголемите чекори кои што е преземен во правец на зголемување на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста во судството, зголемување на довербата на граѓаните во судскиот систем, пристап до правдата на граѓаните, соработката помеѓу клучните правосудни институции, како и големо олеснување на нашиот пат до ЕУ, како и ред други придобивки кои што ќе ги има нашиот правосуден систем. Многу сум уверен исто така и многу сум среќен кога гледам дека има една сеопфатна мотивација и мобилизација од сите релевантни институции во нашата држава. Тука не зборувам само за правосудните институции, туку исто така и од органите на извршната власт, начело со Министерството за правда и Министерството за информатичко општество и администрација. Исто така тука без да го заборавиме и граѓанскиот сектор, како и нашите меѓународни партнери и пријатели кои што не поддржуваат по најразлични начини. Ова сеопфатна мобилизација ми дава надеж дека ќе имаме позитивни резултати за сите граѓани како и за државата по целина. Во стратегијата на Европска унија за развој на судството, прашањето на дигитализацијата и вештачката интелигенција се сметаат како едни од главните предизвици за 21. век. Затоа ние денеска зборуваме за дигитализацијата, се надевам дека за одреден период имаме вакви настани и прилики да дискутираме и за понапредни форми на авансирање на судскиот систем. А исто така, како што и спомна министерот, веќе и консумирано е прашањето со ковидот и пандемијата, кој што ни наметна побрзо и на некој начин поодлучно да чекориме кон изнаоѓање на понапредни форми и по алтернативни форми за решавање, односно за ставање во функција на правосудните органи. Исто така бевме убедени дека во време на пандемијата дека колку е битно и колку е потребно да може да се завршат одредени работи, односно одредени услуги онлайн од нашите домови, односно од канцелариите каде што функционираат бизнисот и другите гранки. Кога спомнав дека после АКМИСот овој ќе биде најголемиот чекор, јас сум убеден дека исто овој чекор, односно овој проект ќе биде многу полесно совладан и многу полесно прифатен од страна на главните актери во нашиот правосуден систем, кои судиите и обвинителите, бидејќи веќе имаме една подигитализирана средина, односно подигитализирано општество кое што полесно ќе се соочува со предизвиците кои што ги носи времето. Но сепак пред да преминеме кон конкретни чекори, ние сме сигурни дека институциите ќе ги преземат сите потребни мерки, односно сите потребни подготовки, како од кадровски аспект, исто така и од технички аспект за носење со овие проекти. Почитувани колеги,
кога зборуваме за дигитализацијата, јас верувам дека на сите ни е јасно дека не мислиме само на револуционерната судска расправа која што се одржа во Основен суд Кавадарци, која што мислам дека беше за поздравување, на сите ќе ни остане секогаш опаметење, туку размислуваме и како на подобар пристап до судските податоци, како на полесно, односно дигитално пружење и добивање на одредени услуги, на дигитализација на регистрите кои што постојат во нашата држава, нивно поврзување, а исто така и ставање на истите во функција на институциите и на граѓаните воопшто. Со ова ќе се олесни и подобрува меѓуинституционалната соработка, која што директно ќе придонесе за поефикасно функционирање на нашиот целосен правосуден систем. Со ова се надевам дека ќе промовираме и ќе воведеме една нова правна култура в нашата држава, која ќе биде базирана во владењето на правото, почитување на човековите права и слободи, како и за градење, односно зголемување на довербата во институциите. Благодарам. Благодарам. Навистина, без поддршката, велам, на судскиот буџетски совет во делот на ресурсите, во делот на обуките, во делот на што значи обезбедување на соодветни финансиски средства, целиот овој процес немаше да биде возможен. Благодарам на заменикот на судскиот совет. Сега ќе дозволите да дам збор на почитуваната господја Ана Малцева Маринковиќ. Би рекла, наш постојан соговорник на темата дигитализација. Во државата постојат 3 ИКТ совети, меѓутоа комплементарноста, координацијата и синергијата нивна е успешна благодарејќи на напорите на господја Ана Малцева Маринковиќ. Повелете. Благодарам, професорке. Почитувана председателке на Врховен суд, почитуван председател на ИКТ Советот за реформи во правосудниот систем, почитуван заменик председател на Републичкиот судски совет. Се извинувам ако никого испуштам. Морам да кажам дека е особена чест и задоволство да се биде дел од оваа дискусија и од дебатата што денес ја водиме од аспект на придобивките на четвртата индустријска револуција во секојдневниот живот на граѓаните, како од аспект на извршната власт, на она што е ингеренција во однос на надлежностите на органите на државната управа, така и од аспект на пристапноста на граѓаните до правдата. Придобивките се несомнено повеќе од очигледни, особено во периодов кој што го наметна пандемијата, како од аспект на борбата против корупција, така од аспект на подобар и поквалитетен интегритет на самите податоци, на самите системи, а со тоа и секако доказите во постапките кои што граѓаните ги водат пред надлежните судови. Она што пандемијата несомнено јасно се покажува во изминатиот период како влијание го имаше, е секако свеста за она што можеме да го направиме, како од аспект на извршна власт, така и од аспект на судска власт и од аспект на секојдневниот живот на граѓаните, е максимално искористување на сите капацитети кои што во моментов се градат или се надградуваат во државата. Со самата дигитализација на правосудниот систем, сметам дека судската власт ќе има соодветен механизам да биде отпорна на предизвиците, особено од ваков вид на предизвици и од аспект на враќањето на довербата на граѓаните, како во јавната администрација, така и од аспект на правдата. Нема да должам многу. Сметам дека е најбитно излагањето и презентација на планот, така што ви благодарам уште еднаш. Благодарам многу за присуството, за поддршката и за сето она што го чините во смисла на координација, пак ќе кажам, на активностите на ИКТ Советот во рамки на Министерството за правда.
Овој дел на поздравни обраќања ќе го заокружиме со еден, ја би рекла, од главните виновници во наводници ставено на процесот на дигитализација во судството, председателот на Основниот суд во Кавадарци, кој што е на прагот да биде единствен дигитализиран, целосно дигитализиран суд во нашата држава и човек кој што неуморно се вложи, така би рекла, во подигање на свеста во еден краток временски период во смисла на тоа што се е возможно и како да го искреираме целиот тој план за дигитализација. Но затоа малку подоцна сега во воведните обраќања му давам збор на професор доктор Лазар Нанев, председател на Основниот суд во Кавадарци и председател воедно на ИКТ Советот. Повелете. Благодарам профа на вака прекрасниот вовед. Почитувам председател на Врховниот суд, почитувам подпредседател на Судскиот совет, почитувам директорка на Академијата за суди и јавни обвинители, почитувана Ана Малцева, почитувани суди, колеги, почитувани представници на невладините организации, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Навистина прекрасно е чувството кога денеска говориме за еден процес на дигитализацијата во правосудниот систем во нашата држава. Еден процес кој што на задоволство на сите нас покажа дека навистина кога се сака, се може да се реализираат клучните цели и придобивки кои што ги нуди овој процес, но особено од аспектот на конзистентноста, би рекол усогласеноста и единството кое што се покажува во овој процес во институционална форма, каде што за прв пат и Врховниот суд, и почитуваната председателка, и Судскиот совет со неговиот целокупен тим, и Министерството за правда, заедно со сите председатели на судовите во нашата држава, кажа да, потребе е процес на дигитализацијата, процес кој што ќе обезбеди непречен пристап до правдата и процес кој што ќе ги поедностави, забрза постапките, ќе покаже висок степен и процес на ефикасност, ажурност и економичност. Тоа само по себе ни покажува дека конечно во правосудниот систем во нашата држава имаме состојба на созреаност, состојба во која што ги дефинираме идните наши мисии, но меѓутоа и предизвици, каде што нашата држава ја внесуваме како единка која што паралелно ги реализира процесите на дигитализацијата во рамките на Бриселската агенда, така наречената зелена дигитализација, односно процес кој што ќе доведе до целосна трансформација на правосудните системи во развиените земји. Се разбира, ние како земја членка која што се бори да биде активен чинител, нема да отстапиме и посебно ни е драго, како земја која што е во фокусот и интересот на земјите од Централна и Југоисточна Европа во рамките на процесот на дигитализација, сме пионери, би рекол, и двигатели во рамките на активностите кои што ги реализираме во процесот на дигитализација. Несомнено е дека дигитализацијата и интероперабилноста се процеси што неминовно го тангираат функционирањето на судството, кое што не може да остане имуно на придобивките што зад себе ги остава овој процес на вештачката интелигенција. Да се разбереме, дигитализацијата е исклучително сложен, комплексен, долгорочен процес, кој што бара особено постојана надградба, усовршување, надградување, унапредување. Но затоа, тука сме денеска, да го започнеме, односно да дадеме заедничка подршка на овој нов процес. Процес кој што заеднички од една страна, како бенефит, ние кои што сме активни чинители, ќе ги подобриме најпрво собствените работни услови, ќе ги подобриме и услугите за граѓаните, бидејќи граѓаните се тие кои што ќе ги имат најдобрите бенефити и услуги од пристапот на правдата. Бидејќи сум дел од говорниците, нема да го изурпирам овој дел, уште еднаш
би сакал да искажам огромна благодарност на сите кои што се вклучени во правосудниот процес, односно во правосудството, во процесот на дигитализацијата. Бидејќи ова, ќе повторам повторно, покажа дека кога трите клучни институции, Врховниот суд, Министерството за правда, Судскиот совет, паралелно заедно со Академијата за суди и јавни обвинители кои што се вклучува во процесот на едукацијата, заеднички ќе имаат своја мисија, целта ќе биде остварена што е најбрзо можно во овој временски период. Не би сакал да ги заборавам и ќе искажам огромна благодарност на владата на нашата држава, која што безпрекорно ја дава целокупната подршка, како логистичка, но за и оваа година и наредната година и финансиската подршка преку обезбедувањето на дополнителните финансиски средства и ресурси, преку обезбедувањето на серверите, но и дополнителната хардверска опрема за 2022 година. И на крајот голема благодарност на целокупниот тим од Министерството за информатичко општество и администрација, кој што без нив институционално не би можело да се имплементира првиот модул од оперативниот план, а тоа е, како што напомена и почитуваниот министер за правда, на крајот на овој месец, односно некаде во средината, започнуваме со првата тактична имплементација на оперативниот план, а тоа е електронското аплицирање и издавањето на уверенијата од казаната евиденција. Да бидеме горди, да бидеме среќни, бидејќи на овој начин заеднички ќе дадеме огромен придонес за европеизација на нашата држава. Благодарам. Благодарам, судија Нанев, и благодарам на сите што се обратија во овој прв, би рекла, дел, бидејќи реков поддршката и синергијата е нешто што е предуслов за да може целите, да може овој процес да се одвива на оној начин како што е замислен од самиот почеток, со една динамика која што е исклучително, би рекла, нагласена, меѓутоа сето тоа е навистина нужно за да можеме процесот и да го заокружиме. Ви се заблагодарувам за воведните обраќања. Сега продолжуваме со работниот дел од нашата сесија. Ќе ја поканам обвинителката Фатиме Фетај да ни се придружи. Работниот дел на денешната дебата го започнуваме со почитуваниот господин Васко Кроневски, генерален директор на NextSense, кој што морам да признам дека исклучително ненаметливо и несебично се вложи во демистификација на определени чекори, на она што значи операционализација на новите веб услуги што ќе бидат достапни за граѓаните. Човек кој што секогаш расположен да ни ги објасни, сепак сме ние најголемиот дел правници, сите оние технички, би рекла, аспекти кои што на прв поглед изгледат исклучително комплицирани. Не е дека не е така, меѓутоа навистина вложеното и придонесот од страна на господинот Кроневски е нешто што е исклучително важно за функционирање на ИКТ советот. Здраво на сите, јас сум Васко Кроневски, ми е особено задоволство да бидам дел од денешниот настан. Драго ми е што ги запознав луѓето кои што ја водат дигитализацијата во судството, групата од ИКТ. Имавме редица средби на кои што разговаравме за тоа кој е најоптималниот начин да се стигне до брз резултат во дигитализацијата на услугите кои што би биле дадени од судските органи, а се потреба за граѓаните и бизнисите во Македонија. За таа цел јас припремив една кратка презентација на која што ќе пробам да го техничкиот стручен дел да го објаснам на еден едноставен јазик, за да може да објасниме што е тоа што во моментов се подготвува и што е тоа што за неполни 2 недели би требало да биде достапно за граѓаните, за да можат они да обезбедат одредени услуги кои што се даваат од судските органи. Припремивме на кратка презентација на која што ќе поминеме низ она што се припрема во моментов, а тоа се електронски услуги во областа на судството. Ќе направам прво краток преглед за тоа кои се услугите. Значи се подготвува услуга за издавање на уверение од кривичната евиденција, бидејќи кривичната евиденција не е централизирана, односно евиденцијата се води од секој од матичните судови независно. Она што ќе се овозможи е граѓаните да прават апликација
до соодветниот суд кој што треба да издаде таа потврда за извод од кривичната, односно уверение од кривичната евиденција. Значи граѓанинот одбира до кој суд аплицира и соодветно од тој суд ќе биде таа потврда издадена. За разлика од тоа, издавањето на потврда од казнената евиденција, бидејќи казнената евиденција е централизирана, потврдата ќе биде издадена од централната евиденција и ќе важи за севкупната казнена евиденција без разлика каде е евидентирана, бидејќи истата е на централизирано ниво. Покрај тоа ќе се издава потврда од евиденција за изречени санкции, као забрана за вршење на дејност, професија, должност и така натаму. Таа исто е децентрализирана, што значи граѓанинот ќе треба да одбере до кој суд аплицира за издавање на таква потврда и соодветната потврда ќе биде издадена и назначена дека е потврда издадена од соодветен основен суд до кој што граѓанинот аплицира. Со цел да се имплементира, односно да се овозможи тоа, пристапивме кон искористување на централните компоненти кои што се веќе развиени и направени од страна на Министерството за информатичко општество, кои што овозможија да се тоа во многу краток временски период и на многу ефикасен начин се овозможи. Јас ќе се обидам накратко да ги објаснам кои се централните компоненти кои што се употребени за таа намена. Значи, клучната работа е дека се искористува националната платформа за интероперабилност која што овозможува поврзување на сите информатички системи од сите институции во државата и при тоа овозможува размена на податоци и документи за потребите на остварување на одредени услуги, односно работа на соодветните институции. За таа цел се искористи веќе поврзаноста на основните судови со платформата за интероперабилност. Тоа е резултат на проектот за интероперабилност во правосудството, кој што беше реализиран пред неколку години со поддршка на Европската унија, а имплементиран од страна на Министерството за информатичко општество. И се поврза постоечкиот АКМИС систем до платформата за интероперабилност преку основниот и врховниот суд во Република Македонија, за да се овозможи АКМИС системот да има пристап до електронските сервиси што се расположени на платформа. После еден сат дојде. За? Има некаква background noise, да. Како што кажав, се поврза АКМИС системот и со тоа се овозможи да АКМИС системот има пристап до електронски сервиси кои што се расположени на платформата за интероперабилност, тие се близу 300 во овој моментов, кои што ќе бидат искористени и за имплементација на овие услуги кои што ги напоменав, но и за идните надгледби, односно ефикасно функционирање на АКМИС системот. Покрај тоа, искористена е националната платформа за електронски услуги, која што возможува да на едно место сите услуги без разлика од која институција се даваат кон граѓаните, граѓанинот може да ги пребара, идентификува, види кои се предусловите за нивно аплицирање и да се информира за деталите за тоа како може да ја добие таа услуга, односно за колку време може да биде обезбедена за него, дали веднаш или во некој определен период, доколку тоа е процес што треба да се реализира. Покрај тоа се интегрираше и каталогот за електронски услуги. Каталогот овозможува да кога се прави нова услуга, например извод уверение од казнена евиденција, истата внатре да се опише, да се конфигурира, да се овозможи градење на електронски формулар за аплицирање и соодветно после тоа да се пренесе како процес на оркестрација низ платформата за интероперабилност и поврзе со евиденцијата во АКМИС системот како таков. Едни од клучните компоненти за да се овозможи ова лесно за граѓаните е интеграцијата со националниот EID, а тоа е систем за електронска идентификација на средно и на високо ниво, кој што овозможува да граѓанинот кој што аплицира електронски преку веб браузер, да ние можеме на едноставен начин да идентификуваме кој е, да ги верификуваме неговите лични податоци, да ги провериме неговите податоци во Националниот регистар за население и доколку сето тоа е верификуван и знаеме кој е граѓанинот кој што аплицира, да му овозможиме да поднесе барање за едно од услугите кои што ги наведовме на претходниот екран. И секако едно од клучните компоненти кои што се употребува при конфигурацијата на овие електронски услуги е централниот систем за аплицирање на електронски печат, а тоа е систем кој што овозможува да секоја институција што пружа услуги преку националниот портал да може да си обезбеди сопствен електронски печат, кој што ќе биде во него
контрола во процесот на употреба и за сите документи кои што ги издава према граѓаните или бизнисите да аплицира електронски печат за да може да ја даде автентичноста на таа потврда која што се издава, односно да гарантира дека потврдата која што е издадена од моментот кога е издадена нема да биде променета и од некоја трета страна ќе може да биде верификувана како оригинална. Накратко ќе поминем низ процесот како се одвива за остварување на една услуга. Во овој процес јас нема да влегувам во техничките детали, целта ми е само да објаснам колку е тоа едноставно за користење од страна на граѓаните. Значи пред се корисникот за да може да дојде до овие услуги пристапува на националниот портал услуги Gov.mk, ја пронаоѓа услугата за која што сака да поднесе барање, например барање за издавање на уверение од казнена или од кривична евиденција. Соодветно на тоа, пред да аплицира, доколку не е најавен со националниот EID, се побарува да граѓанинот се идентификува, односно се најави. После таа најава се верификуваат неговите податоци, лични податоци се проверуваат од Националниот регистар за население и се поврзуваме со сите потребни државни регистри да ги прибереме сите потребни податоци за граѓанинот кои што него ќе му требаат во процесот на поднесување на барањето. Ова ни овозможува електронската форма која што треба да ја пополни граѓанинот да биде предпополнета со сите податоци за кои што ние имаме информации во државните регистри. Тоа би значило дека граѓанинот нема да има потреба да го внесува своето име, презиме, адреса на живење со која што е регистриран и која што е во неговата лична карта. Нема да има потреба ни една друга информација која што нас ни е потребна, а имаме во некои од државните регистри. Откога ќе се препополни целосно формуларот, граѓанинот го поднесува истиот, во тој момент се генерира така наречен електронски документ согласно Законот за услуги од доверба и електронски документи и правилникот за електронски документ со сите обележја на тој електронски документ. Значи на него има QR код, има електронски печат и таймстемп на моментот на поднесување и таков документот се доставува до системот каде што ние треба да добиеме повратен одговор за барањето од граѓанинот. Тоа би значило дека преку платформата за електронски услуги и преку платформата за интероперабилност, во овој случај документот доаѓа до АКМИС системот. Во оној момент кога тоа ќе биде примено од страна на АКМИС системот, се проверува дали е тоа централна или дистрибуирана евиденција за соодветната услуга, се формира одговорот во технички формат со суштинските податоци на потврдата, се применува темплейт за формирање на електронски документ за уверение, пример за казнена евиденција, и како таков се упатува на подпишување со дигитален сертификат за електронски печат и тој се аплицира на самиот документ. Документот низ платформата за интероперабилност се доставува до порталот, до профилот на корисникот во рамки на националниот портал и на него му се доставува нотификација по имејл дека бараниот документ е веќе изготвен. Односно, доколку тој се уште стои пред екранот, во истиот момент ќе биде информиран, односно после некое кратко време, информиран дека него документот за кој што он поднел барање му е веќе изготвен и му е достапен. На овој начин овозможуваме граѓанинот многу ефикасно да аплицира, заштедуваме време на граѓаните да не мора да доаѓаат на шалтер. Заборавив да напоменам дека во процесот за секоја услуга за која што има потреба од административна такса или надомест, се пресметува за соодветната услуга која е тој, се наплатува и се дистрибуира до соодветна сметка на давателот на услугата. Во случајот на судовите, до секоја сметка на судовите поединечно. Како така. На овој начин е возможно граѓанинот да не мора да плаќа на едно место, да аплицира на шалтер физички, а и дополнително се заштедува времето на судската администрација во изготвувањето на хартиените потврди. Покрај тоа што правиме заштеда во материјали, правиме клучна заштеда во време на граѓаните и во време на администрацијата како таква. Накратко ќе го прикажам само корисничкиот интерфейс на националниот портал. Верувам дека многу од вас веќе го користеле на некаков начин.
битно да се каже дека на овој портал веќе се објавени податоци за преку 800 услуги кои што се достапни од информативен карактер, преку 50 електронски услуги кои што веќе се овозможуваат за граѓаните и досега има повеќе од 52.000 регистрирани граѓани со електронски идентитет кои што веднаш би можеле да аплицираат. Сите оние кои што немаат, едноставно може да го креираат својот електронски идентитет и да продолжат кон аплицирање. Порталот е достапен со прилагодлив кориснички интерфејс и може да го прави или преку компјутер или преку мобилен телефон користејќи веб браузер за пристапот до услугата. Системот за електронска најава, кој што го напоменав, е многу битен во целиот процес, бидејќи тоа е замената за увидот во лична карта кога граѓанинот пристапува на шалтер. Значи, на овој начин ние имаме увид во неговиот дигитален идентитет и на тој начин можеме да го верификуваме идентитетот на граѓанинот кој што аплицира, односно поднесува барање за некаква услуга како таква. Го споменав претходно каталогот за електронски услуги, тоа е место каде што се врши каталогизација на сите услуги кои што се даваат од институциите во државата и обезбедува детална информација за што е потребно да се аплицира за таа услуга, кои докази и кој од нив по службена должност се овозможени користејќи ја платформата и обезбедува навремена информираност на граѓаните во однос на тоа. Дополнително ги покажува поврзаноста со правните прописи, законски и подзаконски акти за остварување на секоја од услугите како такви. Го споменав системот за електронска наплата, тоа е централен систем за наплата на надоместоци и такси за електронски услуги. На тој начин граѓанинот користејќи кредитна картичка многу едноставно може да го плати надоместот за услугата која што ја бара, а примените средства од граѓанинот на многу едноставен начин се рутираат до соодветните сметки на институцијата што ја дава услугата како таква. Го споменав електронскиот документ, на екранот е прикажат пример од електронски документ со сите негови обележја. Тоа значи дека на самиот документ постои податоци кои што го идентификуваат, ја даваат автентичноста на електронскиот документ и без разлика како тој ќе биде приложен на некоја трета страна. Може граѓанинот и да го отпечати и да го однесе некаде физички, користејќи го овој QR код, било кој што сака да ја верификува оригиналноста на електронскиот документ, може веднаш да пристапи до електронскиот оригинал и да ја потврди автентичноста на овој документ. За тоа да се овозможи се користи дигитален сертификат за електронски печат, кој што возможува да печатот на соодветната институција како правно лице биде аплициран во моментот кога се издава таа електронска потврда или уверение. За тоа да го возможиме се користи инфраструктурата во рамки на Министерството за информатичко општество, кое што возможува чување на приватните клучеви за дигиталните сертификати за електронски печат на сите институции кои што се поврзани на платформата. Во овој случај сите судови имаат свој приватен, ќе добијат свој приватен клjuč за кој што имаат назначено полномошно кој треба да го управува и соодветно на тоа тој кој што е назначен со полномошно може да изврши конфигурација за кои електронски документи ќе биде употребен тој електронски печат за да се потпише пред да се достави до граѓанинот. Овозможено е да секој од судовите си има сопствена контрола во конфигурацијата на употребата на печатот и за таа цел има соодветен интерфејс за конфигурација. Во овој момент тој ќе се користи за наведените услуги кои што ги споменав, но во иднина тоа може да го користат судовите дури и за процеси кои што ги работат и надвор од националниот портал. Што значи да околку сакаат некакви документи кои што произлегуваат од АКМИС системот електронски да ги потпишат со печат на судот и да ги достават на граѓаните по електронски пат, ќе може да ја користат истата оваа инфраструктура која што е наведена во рамки на овој диаграм кој што го прикажав. Се надевам дека не одземав премногу време, јас се обидов да бидам прилично краток во моето излагање. Секако сум тука да одговорам на некои прашања доколку има од присутните на конференцијата. Тоа добиваме електронски идентитет или дигитален идентитет кој што ќе ни биде корисен и во другите би рекла аспекти на дигитализацијата. Така што сето ова е всушност почеток на нешто што ќе бара би рекла ќе се едноставно ќе се разграни, ќе се прошири понатаму
на други веб услуги или интернет услуги, како сакате, во делот на она што значи процес на дигитализација и интероперабилност и заедно во смисла на поврзувањето заради развивање или остварување на дигиталните услуги. Јас сега предлагам да продолжиме со работниот дел, освен ако нема некој директно прашање до Васко, додека се уште е, така би рекла, свежа презентацијата на директорот на Next Sense. Не знам дали има некој прашање во немаме. Добро, тогаш дозволите да продолжиме со работниот дел, па во делот на се надевам дека доволно ќе ви спровоцираме за ваши размисли, прашања во делот на прашања и одговори. Благодарам вас уште еднаш. Продолжуваме сега со презентирање на планот за дигитализација, еден документ кој што ИКТ Советот го изготви, владата го донесе, кој што е малку пообемен. Сутијата Нанев тука ќе се обиде да ги апострофира оние аспекти кои што всушност се содржани во тој план, се со цел да ве запознаеме со тоа кои ќе бидат следните чекори или што ќе ни биде тема на следните средби кога ќе имаме можност да се видиме и да ги размениме искуствата. Студија Нанев, повелете. Благодарам, професорке. Ќе се обидам накратко да ги презентирам клучните модули, односно клучните столбови кои што се однесуваат на операционализација или практична имплементација на оперативниот план за дигитализација на правосудниот систем во нашата држава, кој што беше донесен од страна на владата и изготвен од Советот за ИКТ, односно од Министерството за правда. Но пред тоа би сакал само да напомнам минатата недела, односно во петокот, кога заеднички дел од нас, членови на Советот за ИКТ, заедно со наши колеги од Судскиот совет, разговаравме по однос на прашањето за дигитализацијата, некако целата приказка одеше дека тешко, знаејќи го менталитетот на човечките ресурси генерално во нашата држава, дека тешко ќе оди овој процес во кој што се обидуваме во 33 столба да го имплементираме во нашата држава. Но после еден час дебата свативме дека јас и колегата председателот Милјазим ги убедивме, би рекол, останатите членови дека ова навистина што се залагаме е реално. Иако е тежок, долгорочен процес, е реален. И овај убедувањето беше сватено дека да, доколку се исклучи човечкиот фактор од процесите на дигитализација, во тој случај можеме да очекуваме успех. Значи, генерално, кога говориме за процесот на дигитализацијата, првиот проблем кој што се поставува, па добро, да, ама знаете, ние имаме човечки ресурси во правосудството кои што се релативно скептични во делот на имплементацијата на чекорите. Може би е тоа така. Пред една година, навистина, кога го започнаме овој процес на дигитализација, ние имавме, ако тргнеме од скалата ниво од 1 до 10, некаде би оценил на 2. Но меѓутоа сега, од денешен аспект, поддршката или потребата за дигитализација на човечките ресурси веќе е според нашите истражувања или постојани комуникации и дебати веќе сериозно се наоѓаат помеѓу 7 и 8, што ни укажува дека сите сме уверени дека процесот на дигитализација е реалност. Тој е минувен и не е веќе прашање на време дали треба, туку каде, како и на кој начин треба да се имплементираат клучните точки кои што се внесени во оперативниот план. Бидејќи ние навистина не внесуваме ново од она што е различно во развиените правосудни системи, едноставно се обидуваме да ги имплементираме најдобрите компаративни решенија за кои што веќе има практични искуства во одредени земји во светот. Поради тоа, заради поддршка на дигиталната, би рекол, трансформација и зајакнување на целокупниот капацитет, односно на потенцијалот од човечките ресурси кои што постои во правосудниот систем, се обидовме да креираме оперативен план. Најпрво реален, објективен
и издржлив, односно остварлив според неговите капацитети, но меѓутоа истовремено и според капацитетите на човечките ресурси со кои што ние располагаме. Се сеќавам кога започнавме процесот на креирањето со нашите партнери од странство, амбасадата на САД, мисијата на ОБСЕ, Норвешка амбасада и сите останати меѓународни организации, првото прашање кое што ми беше поставено, односно ми беа поставени две прашања. Или вака, вредете содржината на оперативниот план, но дали имате доволно човечки капацитети и човечки ресурси? И нормално, и како ќе ги зајакнете капацитетите на човечките ресурси, бидејќи станува збор за еден многу сложен и комплексен процес. И втората работа, како ќе ја обезбедите и гарантирате одржливоста на целокупниот дигитален систем. За наши услови вакви прашања ние вообичаено не поставуваме, меѓутоа кога добро ќе размислиме, тоа се клучните поенти за успехот на целокупниот процес на дигитализација. Да, преку донесувањето на оперативниот план од страна на владата, дадовме заедно со Академијата за суди и јавни обвинители, дадовме гаранција дека во еден долгорочен процес преку модули за постојана и континуирана едукација ќе ги зајакнеме капацитетите на човечките ресурси со постојана и континуирана обука, но истовремено ќе обезбедиме дополнителни ресурси, и тоа човечки ресурси, судска администрација и IT информатичари, не само во судовите, туку и во обвинителствата во нашата држава, а истовремено ќе ги зајакнеме и капацитетите со нова хардверска и серверска опрема. Еве, како гаранција, Судскиот буџетски совет за наредната година, бидејќи заеднички по одлука и заклучок на Советот на IT, во планот и предлогот до Министерството за правда, а завчера ми се јави и од владата и од Министерството за финансии, во кој што кажа да, целосно се посветени и целосно го подржуваме предлог на буџетот за обезбедување на нова хардверска и серверска опрема за судовите. Во теке со подршката на Врховниот суд и почитуваната председателка, постапката и процедурата за набавка на серверската опрема за сите судови. Буџет 1,5 милион евра. За наредната година 800 компјутери, 650 принтери, 270 скенери и фотокопири ќе бидат освежени судовите на сите нивоа во државата. И заедно со опремата која што дополнително ќе биде обезбедена со 187 судници и дополнително од мисијата на ОБСЕ, ќе имаме навистина еден сериозен влез на информатичката опрема која што целосно ќе го промени мозаикот и сликата на правосудниот систем во нашата држава. Значи имаме еден дел поддршка на меѓународната заедница, но она што навистина не охрабрува е поддршката која што доаѓа од извршната власт, кој што е за секое поздравување. Процесот на дигитализацијата, како што можете да видите, опфаќа неколку сегменти, односно неколку чекори. Тука е модулот на интерпарабилноста, електронските документи, односно поднесоците доказите, електронскиот подпис, електронските огласни табли, судењето на далечина, аудиовизуелниот запис, веб порталите, платформите, развивање на мобилната апликација, креирањето на или унапредувањето, ајде да речеме, на АКМИ системот, платформите за издавање на електронските уверени и мобилната апликација за пристап до АКМИ системот. Значи, станува збор за еден сериозен пристап кој што целосно ќе ја промени сликата на нашето правосудство. Интерпарабилноста е клучното прашање, односно модулот или системот кој што овозможува поврзување не само помеѓу судовите на хоризонтално и вертикално ниво, туку генерално поврзување како алатка со сите државни органи во институциите. Не гајме илузија, почитувани колеги, дека со 89 државни органи и институции тоа ќе го направиме до крајот на годината или наредната година, но приоритетно до крајот на оваа година ние поврзување со 25 најзначајни
државни органи, институции, меѓу кои се само ќе забележите, нели, јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи, Централен регистар, катастар, нотари, извршители, вештаци, медијатори, комори, така фондови, банки, така натаму и така натаму, со кои што имаме секојдневна постојана комуникација на размена на податоците. Зошто да трошиме хартија, време и така натаму, кога тоа можеме да го направиме преку вклучувањето во на платформата за интероперабилноста и да ги користиме базите на податоци со кои што сите ние располагаме. Затоа тука ние, Министерството за информатичко општество и администрација, поздрав и благодарност уште еднаш до нив, кои што активно се вклучија во овој процес на овозможување на платформата за интероперабилноста. И знаете, колеги, ќе кажам само една информација. Очигледно изгледа многу едноставно самата презентација, но процесот на интероперабилноста и процесот на креирањето на моделот за електронско издавање на уверението е процес кој што е креиран од 29 чекори, кој што опфаќа низа на действија и вклученост на безмалку 70 до 80 човечки ресурси од сите нивоа во судовите. Но сето тоа е исплатливо токму заради обезбедување на непречен пристап до правдата. И сите кои што работиме во делот на Советот на ИКТ сме благодарни затоа што ја имаме досега невидена, би рекол, целосна и безрезервна подршка од Врховниот суд, Судскиот совет и Министерството за опрема. Хардверската и софтверската опрема се првиот и најважниот чекор од имплементацијата, практичната имплементација на оперативниот план. Значи, во завршна фаза е целокупниот процес кој што ќе обезбеди и надградба, но она што е многу важно во целиот процес, компатибилност на новите серверски, односно софтверски решенија со новите потреби, кои што целосно, затоа што станува збор за вклучување на голем број на платформи, кои што мора да ја дадат поддршката на серверската опрема. Дигиталните судници. Чекор кој што треба да ни овозможи од една страна еден нов пристап, една нова технологија, еден нов современ начин на комуникација на странките во самите судници. И она што е многу важно, почитувани колеги, е што овие дигитални судници, кои што најголемиот дел ќе бидат опремени со опрема донирана од страна на амбасадата на САД, ќе овозможат креирање не само на нова и најсовремена аудиовизуелна опрема, туку системи кои што целосно ќе заменат хартијата. Со така наречени документациони камери, кои што веднаш во самата судница доказот, нели, ќе го скенираат и ќе го трансформираат во форма на доказ, односно во форма на електронски документ, што навистина е особено важно заради процесот на забрзување. Она што е многу важно, паралелно со процесот на дигитализација и опремување на судниците од страна на нашите донори, за наредната година владата, односно извршната власт, се обврза интериерно, ајде да речеме намештајот бироата, пултовите, фотелите и така натаму, кој што исто така еден впечатлив, односно впечатлива слика заради имиджот и така натаму, 80 судници, кои што цирка некаде според буџетот изнесуваат околу 700 до 800.000 евра, се обезбедени од буџетот на државата, што паралелно ќе бидат распоредени на нивото на сите основни судови, се разбира и апелациониот суд во Скопје, каде што со помош на амбасадата на САД веќе 2 судници дигитално се опремуваат и тоа е еден чекор повеќе, а понатаму потоа поминуваме и опремување на такви судници во Врховниот суд, бидејќи ги следиме сите нивоа од основните судови, апелационите, Врховниот суд. Тука ние и се разбира судницата која што ја планираме во Академијата
за суди и јавни обвинители заради континуираната и постојаната обука и судницата во затворот во Идризово. И на тој начин го завршуваме целокупниот овој процес. Судењето на далечина се разбира како еден процес кој што започна неминовно од аспект на потребата заради ефикасност на самата постапка, со процесите за што дополнително ќе ги наведе професорката Гордана во делот на усогласувањето на новото законодавство, кој што ќе овозможи до 60% зголемување на ефикасноста и ажурноста на судските постапки, се разбира доколку за тоа се исполнети процесните, односно стварните и правните услови за одржување на таквото. Ево го процесот на интерперабилноста како нагледувам. Процесот или надградбата на унапредувањето на АКМИ системот кој што паралелно го работиме со амбасадата на Норвешка, ќе ни овозможи еден нов, современ, унапреден, надграден АКМИ систем, кој што ќе овозможи целосен процес на автоматизирање на судењата и на креирањето на извештаите. Особено во делот на сложеноста на предметите, трајањето на постапките, значи временското трајање на постапките и нормално оценувањето на самите суди, но она што за нас е многу важно, креирање и добивање на соодветни статистички податоци врз основа на кој што ќе може да се реализира соодветни анализи и истражувања заради креирање на соодветни политики за унапредување и подобрување на квалитетот на работата на правосудниот систем. Доставата како една од, би рекол, клучните болни точки во изминатиот временски период 100% ќе се реализира преку процесот на интерперабилноста и воспоставувањето на двонасочната комуникација. Знаете, сега имаме само една насочна комуникација од судовите према странките, но сега ќе имаме и процес на двонасочна комуникација. Развивањето на мобилната апликација на е-судството. Навистина го чекам денот, би рекол, до крајот на оваа година, затоа што тој процес го започнавме, кога преку мобилниот телефон ќе имаме креирано мобилна апликација, секој кој што е странка или учесник во самата постапка и ќе може да го следи сопствениот предмет, се разбира до одредено заштитно ниво, во делот на закажаните рочишта, во делот на доказите, и сето она кое што е директно поврзано со превземањето на соодветните действија во самата постапка, што и те како голе. Ова не е новина, нешто што ние правиме, ова е веќе мобилна апликација, каде што во најголемиот дел, би рекол, според истражувањата и компаративните искуства што ги имаме направено, некаде околу 60 до 70% земјите од Европа ја имаат креирано ова апликација и нејзините добри искуства се обидуваме да ги превземеме и прифатиме и ние. Аудиовизуалните записи кои што ќе се креираат преку целосна имплементација на Закон за кривичната постапка, платформата за издавање на електронските уверенија и потврди. Овде само ќе напоменам она што го кажа Васко. Првата фаза е издавањето до крајот на овој месец на уверенијата за физичките лица и правните субјекти, затоа што ни требаше процес на подпишување на меморандум за соработка Министерство за правда, Министерство за информатичко општество и администрација и користење на базата на податоци на правните субјекти од Централниот регистар. Но следниот чекор, кој што е за нас многу важен, е користењето на оваа платформа за издавањето на електронските уверенија и потврди за останатите државни органи и институции. Говориме за уверение кои што врз основа на апликацијата и со плаќање ја добиваат. Но што и како ќе се одвива втората фаза, а втората фаза е добивање на бесплатно нови податоци од базата за јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи, Катастар, Централен регистар и така натаму, што е процес кој што не зависи од нас. Јас ја користам оваа прилика во овој момент. До сите оние кои што се приклучени на платформата, видов некаде околу 73 учесници, а тоа се однесува посебно до јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи. Што побрзо да го искористат овој временски период од месец дена, да се подготват, да ги подготват своите системи за интерперабилноста,
бидејќи со процесот на електронското издавање на уверенијата ќе се соочат со неможноста електронски, односно физички да ги добиваат уверенијата од казнаната евиденција за јавното обвинителство. Тоа е многу битно за нивните постапки и за Министерството за внатрешни работи, исто така е многу битно заради промената на личните податоци, нели, решенијата кои што ги носат, издавањето на оружјата и низа други привилегии. Ако ние како правосуден систем успеавме да ги изградиме, надополниме и унапредиме нашите капацитети, тоа можат да го направат и сите други државни органи, и затоа Советот за ИКТ стои на располагање со подадена рака, им дава целосна подршка. Електронските областни табли во 5-те пилот суда кои што ќе започнат од крајот на наредниот месец, веб страните. Знаете, колеги, ние немаме веб страници во судовите, да се разберем. Имаме судска платформа која што ги нема перформансите на веб страниците кои што даваат можности за креативност на самите судови во делот на внесување на податоци, кои што понатаму треба да представуваат огледало или отвореност во процесот на транспарентноста на самите судови, затоа одиме во овој дел во процесот на унапредувањето и надградбата. И интерактивната платформа, она што е многу важно, и со тоа ќе завршам, се вклучувањето во процесот на дигитализацијата на Академијата за суди и јавни обвинители, посебно во делот на воспоставување на онлайн процес на учење и испитување на кандидати за суди и јавни обвинители, односно развивање на онлайн LMS систем за управувано учење преку кој сите часови испити ќе бидат достапни за кандидатите за суди и јавни обвинители, и развивање на мобилна апликација за подобро користично искуство, како процеси кои што веќе започна паралелно со подршка на државата, меѓународните организации, и тука да не заборавам директорка, нели, и Советот на Европа, мораме и надградбата на и втората активност од оперативниот план е надградба на постојниот систем за управување со содржина со 2 нови модули, база на податоци на судската пракса на Европскиот суд за човекови права на македонски јазик и библиотека, и пренос и интегрирање на старите податоци од постојниот CMS систем на нов хостинг, значи со развивање на модулот на база на податоците на судската пракса. И домашната. Значи имаме еден секторен институционален пристап кој што ќе ни овозможи целосна софтверска поврзаност, што навистина е за поздравување и уште еден чекор. Значи уште еднаш ќе во нашите партнери и Советот на Европа, кој што со солидна финансиска поддршка токму ја поддржа Академијата. И на крајот би рекол прашањето кое што се однесува во делот на оперативниот план, не смееме да го забораваме, судскиот совет преку опремување на просторија за седници на судскиот совет и следење на седниците од страна на медиумите и јавноста, бидејќи на овој начин преку адаптација на просториите на судскиот совет за онлайн судење на седниците и обезбедување на пристапот на медиумите и јавноста ќе се обезбеди висок степен на процес на транспарентност. Значи ги имаме вклучено основните судови, апелационите, управните, Врховниот суд, Академијата за суди и судскиот совет. На овој начин ги завршуваме целите и очекуваните резултати од така наречената зелена дигитална транзиција, која што само со процесот на интероперабилноста со 15 институции на годишно ниво заштедува близу 922 милиона денари, што навистина представува една сериозна финансиска инекција која што пари ќе влезат дополнително во судскиот систем, односно дополнително ќе бидат распоредени за други потреби кои што ни се неопходни во овој временски период. Ова е само сликовитиот дел на оперативниот план, со временска рамка, со носителите на активностите и уште еднаш пред да завршам. Огромна
благодарност за институционалната поддршка на Врховниот суд, Судскиот совет, Министерството за правда, Академијата за суди и јавни обвинители и поддршка на нашите партнери, амбасадата на САД, мисијата на ОБСЕ, Норвешката амбасада, Советот на Европа и сите останати донори кои што ќе бидат вклучени во процесот на дигитализацијата. Се во интерес на пристапот до правдата и до владењето на правото. Профа, благодарам. Благодарам, судија Нанев. Еве, мислам дека навистина беа изнесени аспектите од оперативниот план кои што ќе провоцираат малци дискусија и разговор околу тоа како, на кој начин, во која динамика сето тоа би се остварило. Сега ќе ми дозволите мене многу накратко, знаете, кога сама си давате збор, тоа е најубавата работа, бидејќи нема кој да ви го одземе, значи многу накратко околу она што значат легислативни аспекти. Значи ние сме сите правници и мораме да внимаваме на правната рамка во која што ќе се одвиваат или ќе се преземаат действијата во текот на постапките. Од тука еден од аспектите содржан во оперативниот план е токму ревидирање на правната рамка. Ние имаме примерно одржано онлайн судење, тоа беше врз основа на уредба што ја донесе владата во услови на воредна состојба, сега веќе такви основи немаме и мора да размислуваме да ги дигитализираме, ајде така да кажам, процесните закони. Во сила ни еден сет на законска регулатива која што се однесува на судовите немите обвинителства. Тука мислам пред на Закон за електронско управување електронски услуги, како што скратено го нарекуваме ЗУЕУ, значи еден од основите кој што овозможува, односно создава обврска за потпишување договор за приклучување кон националната платформа за интероперабилност. И тука е Закон за електронски документи, идентификација и доверливи услуги. Значи, закони кои што го тангираат и работата на судовите и се однесуваат и нивната работа. Во ИКТ Советот активно работиме на бидејќи во рамки на владата, тоа ми се чини дека господја Малцева Маринковиќ го спомена, веќе се во фаза усогласување на над 180 закони, ако не се лажам, значи не е огромна бројка, на сите овие институции што судијата Нанев па сега ги спомена како дел од платформата за интероперабилност. Ние сме сконцентрирани на она што реков процесните закони или аспектите што само како правосудство едноставно ќе бидат најважни. Прв закон кој што е целосно согласен со овие одредби, тој е Законот за парничната постапка, работен од професори од Правниот факултет, ја видов и Радица дека не следи онлайн, значи закон кој што за прв пат ги содржи сите аспекти поврзани со она што значат електронски документи, електронски записник и можност за одржување рочишта или изведување доказ на далечина. Значи, да имаме и легислативната рамка, за да немаме проблем со она што ќе значат аспекти на законитост, ајде така да речеме преземање на процесни действија кои што сепак тангираат пресудите се интерпартес, така законите се консите, но врз основа на нив се одлучува. Следен закон за работа ни закон за кривична постапка, каде што ќе има исто еден сет на одредби кои што ќе се однесуваат на прво електронската достава, значи ние со доставата навистина имаме проблем со децении наназад. Едноставно аспектите на достава ќе бидат вклучени во законот на тој начин што уредноста на актите, на писмената што се доставуваат, ќе бара задолжително наведување на електронска адреса преку која што ќе може да се остварува комуникацијата, особено за адвокатите, за јавните обвинители како странки, бидејќи кривичната постапка не е странички поставена. Понатаму изготвување на она што значат електронски документи, но и електронски докази. Увидот во списи ќе се редефинира. Ќе се пратат електронските докази на електронската адреса, така што ќе надминеме некои, би рекла, аспекти кои што сега не се исклучително проблематични од аспект на тоа како се изведува увид во списи, како сето тоа се организира, или тука се најголемите забелешки, ајде да речам, во практичната имплементација на кривичната постапка.
Понатаму, основите за онлайн рочишта или преземање на определени процесни действија, тие ќе бидат исклучок. Значи, правилото е сите сме во судница, меѓутоа исклучокот е дека дел од учесниците, од оправдани причини, може да бидат и приклучени онлайн. Хибридно, онака како што еве денеска го организираме овој настан, дел сме присутни во салата, а голем дел се вклучени преку посебната платформа. Тоа исто аспект кој што го спомена судијата Нанев, да всушност имаме регистрирање на тек на преземено действие. Значи не зборуваме за записници, тие ќе бидат снимки од електронски преземени действија и наместо давање примерок од записник ќе се доставува линк каде што се наоѓа снимката од електронскиот записник. Значи едноставно гледате дека дигиталната писменост мора да ни се зголеми, ни се зголемува. Во текот на ковидот, ако нешто е позитивно, а тоа е аспектот на дигитална писменост, но очигледно дека ќе мора на тој дел уште малку да поработиме. Понатаму тука се законите за управни спорови, значи управните судови и единното дигитализирање. Искуствата покажуваат компаративни од една анализа што правевме со ОПСЕ, дека во Литванија направиле навистина голем исчекор напред со првична дигитализација на судењата во управните судови. Значи, од негдека стратешки треба да се започне. И она што е најважно, со тоа завршувам, за да оставиме време за дискусија, тоа е судскиот деловник. Значи, судскиот деловник ги содржи оние технички, би рекла, разработка на сите чекори што треба да се преземат, онака како што Васко го објаснуваше делот на добивање на електронскиот документ од казнената евиденција, судскиот деловник ги содржи техничките чекори за да не ги оптоваруваме процесните закони со тоа што ќе значи начин на известување, закажување, одржување, тек, чување на снимките и така натаму од одржаните рочишта, со тоа што можноста и во првостепените судови, и во апелациониот суд, и во повисоките судови да постои законска можност. И тоа ќе биде сегаш оставено на оцена на судијата. Значи, процесна можност што е содржана во законот, ама судијата биде тој кој што ќе оцени дали се исполнети условите, кога и на кој начин тоа ќе го имплементира, затоа што сепак судијата е доволно слитис во судница, тука едноставно тоа и во процесна дигитализација не смееме да го заборавиме. Јас тука ќе прекинам во интерес на времето и дозволите да го заокружиме работниот дел од оваа следба. Морам да признам дека во рамки на ИКТ Советот огромен придонес во сите досегашни активности има обвинителката Фатиме Фетаи. Јавното обвинителство ни е неизбежен, би рекла, орган кој што ќе мора час поскоро да пристапи. Значи, ова што сега го работиме за судството, да се сработи и за обвинителството во еден следен период. Од тука навистина ни задоволство што сме заедно во ИКТ Советот и што можеме да размениме искуства, едноставно да добиеме информација од прва рака какви се состојбите и што е она што треба да се преземе во јавното обвинителство. Обвинителка, повелете. Благодарам, професорке. Добар ден, почитувани. Пред се ми е чест што сум дел од еден совет, чија крајна цел е зголемување на довербата во правосудството, а сите знаеме дека меѓу оние фактори кои што ја зголемуваат довербата во правосудството се брзината на една судска постапка, ефективноста и ефикасноста на истата. Дигитализацијата е неминовен процес. Колку побрзо се започне со негова реализација, без разлика на тоа колку временски тоа ќе трае и колку напори ќе биде потребно да бидат вложени. Сите ние како членови на Советот за ИКТ, особено председателот, значи сме желни и спремни тоа да го направиме на брз и на поквалитетен начин, толку поголеми придобивки ќе има за правдата, за граѓаните, меѓутоа и за правосудните авторитети. За сите придобивки од процесот на дигитализација веќе претходно се збореше, особено
поопширно збореше председателот на Советот за ИКТ и мене во оваа насока ми преостанува да се осврнам на неколку околности, поврзани пред се со актуелната состојба со системот за управување со предмети во обвинителството како еден сегмент од процесот на дигитализација на обвинителското постапување, потоа интерконекцијата со судовите и со другите институции, за што е изготвена анализа од овластено лице од јавното обвинителство на Република Северна Македонија, која што ќе биде искористена во оваа прилика. Потоа по-конкретно да кажам што добиваме ние, обвинителите, од овие алатки и да споделам некои размислувања за евентуално преземање на некои чекори во иднина во насока на овозможување на услови за користење на дигитализацијата во сите фази од кривичната постапка, а не како што засега се планира само во текот на главната расправа, како беше доказното рочиште, но тоа покасно ќе го објаснам. Значи, во таа насока прво ќе започнам со системот за управување со предмети. Од април 2016 година, јавното обвинителство на Република Северна Македонија со сите основни и виши јавни обвинителства започна со користење на системот за управување со предмети во јавните обвинителства, Case Management System, кој овозможува електронско водење на предметите, така што за секој предмет постои електронска папка, односно досие, во кој се содржани сите документи кои се релевантни за предметот. Електронската папка на предметот се формира со евиденција на предметот, каде самиот предмет се насочува во одреден уписник и добива следен број кој одговара на хартиеното заведување на предметите. Тие се креираат од страна на уписничарите кои ги внесуваат сите потребни информации, влезните документи кои што го формираат предметот, исто така се скенирани од страна на уписничарите. Ова генерално така треба да биде, меѓутоа не верувам дека во сите обвинителства ова се прави, заради тоа што нема доволно уписничари, нема доволно вработени луѓе кои што би го скенирале целиот материјал. Еве конкретно во вишето јавно обвинителство тоа не се прави секогаш. Уредувањето на влезните документи кои се додаваат во електронската папка е задача на уписничарот, додека сите излезни документи од обвинителствата ги уредуваат јавните обвинители или стручните соработници кои што се определени да работат со нив, и тоа е уште еден проблем, заради тоа што веќе ни е познато колкав е бројот на стручни соработници по обвинителствата. Реално има потреба од такво нешто. Со овој систем, освен електронско заведување на предметите, е овозможено и пребарување во единствена база на креирани физички и правни лица, кои се релевантни за предметот. Овој систем овозможува пребарување по уписници, по број на предмет, по обвинител кој што е задолжен за предметот, по физички и правни лица, било како подносител, обвинетел и оштетен, како и по основот на кривичното дело. Електронското досие на предметот се надополнува од страна на јавниот обвинител, кој што е задолжен со него во зависност од фазата во која што се наоѓа предметот. Јавниот обвинител има преглед на предметот, кој што, значи на тие предмети кои што му се доделени електронски. Основниот јавен обвинител има преглед на предметите кои што се во негова надлежност, вишиот на обвинителствата под него и единствено јавниот обвинител на Република Северна Македонија има преглед на сите предмети од било кое обвинителство. Во 2019 година, поради реконструкција на дел од основните јавни обвинителства, нивното работење во однос на Case Management системот е оттежнато и огромен број на предмети не се електронски заведени од страна на уписничарите, ниту пак се надополнети со документи кои треба да бидат искреирани од страна на јавните обвинители. По однос на интерконекцијата со судовите, во фаза на имплементација е проектот за интерконекција на обвинителствата и судовите во Република Северна Македонија, тоест проектот за електронска размена на документи со судовите, каде што се развиени веб сервиси преку кои е возможена размената на истите. Воспоставен е и VPN тунел помеѓу јавното обвинителство и Врховниот суд за безбедна комуникација и размена на податоци, изготвен е акцијски план и изработени се внатрешни процедури за електронско движење на предметите во обвинителствата. Успешно е завршена тест фазата за размена на документи помеѓу јавното обвинителство и Врховниот суд, а во следниот период се планирани сите други
основни и виши јавни обвинителства на територијата на државата да започнат со реална имплементација на овој проект. Меѓутоа, треба да се напомене дека за ефективна и целосна имплементација на овој проект, тоа е за да може да бидат овие две институции да разменуваат реални документи, тие треба да постојат во системот Case Management System. Однос на интероперабилност со другите институции, имплементираме проектот ИПА 2013, тоест интероперабилност со други институции во РСМ кои што вршат кривичен прогон. Хардверската опрема која што е добиена со проектот е инсталирана и конфигурирана се со цел јавното обвинителство на Република Северна Македонија да врши електронска размена на податоци и информации со другите институции, така што сме дел од националната платформа за интероперабилност која што е поставена во Министерството за информатичко општество и администрација. Што е потребно за поврзување со националната платформа за интероперабилност? Како почетен чекор е наведено подпишување на билатерален договор за соработка, каде што би се дефинирале кои веб сервиси и на кој начин јавното обвинителство на Република Северна Македонија би ги користила од другите институции. Постои каталог на специфицирани веб сервиси кои институциите ги даваат. Потребно е да се изврши номинација на лице од секој обвинителство кое што ќе работи со размена на документи со овие институции и номинираните лица да посетат обука за работа со Интероп епоста и Интероп портал. Однос на АК СТАЦ, преку Министерството за правда, јавното обвинителство на Република Северна Македонија и основните јавни обвинителства се вклучени во проектот Систем за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари. Почетните обуки за користење на системот од страна на институциите, корисници, се спроведуваат во моментот. Локалниот администратор и корисниците на институции со седиште во Скопје веќе се запознаени со активностите кои што ги презема Министерството за правда, а воедно и организира втор цикл обуки за локални администратори и корисници на АК СТАЦ. Потребно е да се нагласи дека сите обвинителства треба да номинираат лица кои ќе работат на системот за истата да биде креиран на кориснички профил и кои ќе ги проследат обуките организирани од страна на Министерството за правда. Инаку секое обвинителство има потреба од IT персонал. Мислам, ова е срамно, ова е жално, меѓутоа постојат само двајца информатичари, значи еден е вработен на неопределено време во јавното обвинителство на Република Северна Македонија, вториот што е формално во Вишото јавно обвинителство Скопје, исто така работи горе, и има информатичари вработени во Вишото обвинителство во Скопје, Битола и Штип. И ова Гостивар, Битола и Штип. Ниту едно друго основно обвинителство во државата, ниту пак основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција нема вработено IT персонал. Накратко ќе се осврнам на тоа што по-конкретни придобивки би имале ние, обвинителите, од користење на овие алатки, со конкретни примери. Например, сето она што досега одеше по пошта, па се губеше време на тоа, недели, месеци, па се пуштаа ургенции, па изминуваа рокови, бидејќи и ние во предистрги имаме рокови кои што мора да ги почитуваме. Значи, сите оние барања на обвинителството со податоци кои што се содржани во бази на податоци на државни институции, како што се, например, засега се само казаните евиденција, меѓутоа во иднина ќе бидат тоа и изводи од матични книги, кои што се потребни за конкретен предмет, а на кои се губи значително време, значи сега ќе се сведе на еден клик. Јас сум сведок на судско рочиште кое што се одлагаше 2-3 пати, се изгубија 3 месеци, заради тоа што една од обвинетите почина во меѓувреме и за да се добие формален документ, значи доказ дека да, навистина лицето е починато и да може да се раздвои, да се запре постапката против незе, изгубивме 3 месеци и после не застаруваат предметите. Значителна заштеда на време и оневозможување на злоупотреба на правата на учесниците во постапките, кои што доведуваат до одолговлекување на истите, особено во фаза на истрага, би се овозможила со целосна дигитална форма на списите на предметот.
На тој начин, во секој момент, кога е предвидено со законот, значи без одлагање, лицето кое што има било кое какво право на увид, право на спис, на препис на списи, ќе може да го реализира. И ова ќе се сведе на еден клик. Исто сведок сум, а ова и за широката јавност може би е познато, на ситуација кога, например, по завршена истрага, нели, според ЗКП, треба да му се достави известување за завршена истрага на осомничениот со поука дека има право да врши увид во списи, да бара препис, да предлага други докази. Се изгубија 3 до 4 месеци, дури поштарот не го најде на вистинската адреса осомничениот, па потоа еднаш или два пати ќе се бара одлагање, за да тој го реализира неговото право на увид во списите, бидејќи адвокатот бил зафатен, а тој имал болка во десната нога. На овој начин, со еден клик, ги пуштаме електронски доказите и тоа таквите злоупотреби ќе бидат оневозможени. Сакав на по-пластичен, по-конкретен начин, појасен начин да ви кажам кои би биле придобивките од овој процес. На тој начин би се олеснила и работата и на судовите. Например, ако обвинителството ги доставува доказите до судот на електронски начин, судот може на многу поедноставен начин да располага со тие докази, да ги доставува до странките и така натаму. Исто и ова, председателе, со еден клик се прави. И чисто како размислување мое за крај да споделам за она што би можеле да направиме во иднина, не мора во оваа фаза. Ако веќе една од причините која што доведе до самата помисла за одржување на онлайн судење беше состојбата со пандемијата и сега, нели, бараме начин како да се одржат судења. Мислам, не да бидат сите онлайн, туку во ситуација ќе постојат пречки тоа да биде онлайн. Исто и ние, обвинителите, значи во нашите постапки што ги водиме, и ние имаме рокови кои што треба да ги почитуваме и ние се соочуваме со такви пречки. Зошто да не се размисли во иднина? Еве нека биде на почеток барем за полесни кривични дела и барем за тие ситуации каде што постои волја од страна на сите страни да имаме онлайн сослушување на сведок, онлайн погодување. Ако, например, стварно постои волја, меѓутоа човекот направена е сообраќајка, сега не може да дојде физички од дома, постои волја кај обвинителот, кај адвокатот, кај бранителот, кај оштетената страна. Ова е чисто како размислување за воиднина, но да идеме чекор по чекор. Меѓутоа, да не одиме многу чекори напред и да не звучам премногу оптимистички, сите овие работи без ресурси, без пари, без луѓе и без опрема не се прават. Благодарам обвинителка, на вистина аспекти кои што за дел од нив сме свесни, за дел од нив не знам колку бевме свесни во однос на тоа на делот на кадровска недоволна екипираност би рекла. Апсолутно сметам дека делот на интероперабилноста во голема мера ќе забрза претходната постапка, бидејќи ќе може обвинителот буквално со еден клик да ги добие информација и тоа документ во кој што ќе немаме сомнеш дека има било какви невистини содржани натре, и тоа преку оваа национална платформа за интероперабилност е нешто што на вистина на обвинителите ќе има возможи вакви, би рекла, забрзување постапката во овој дел, и сосема се согласувам со констатацијата дека ќе мора и Законот за кривична постапка да оперира со термин органот што води постапката, секаде онаму каде што јавното обвинителство во делот на претходната постапка ќе оцени таа не е контрадикторна сама по себе, меѓутоа има услови кога јавното обвинителство ќе почувствува потреба да едноставно на тој начин презема определено дејствие. Така што сето тоа ќе го вградиме, знаете, со секој нов ден нешто ново осознаваме и нешто ново научуваме. Ова беше, со ова го завршуваме работниот дел, настојавме да бидеме кратки, сега сакаме во кратко време да ви раскажеме што се е до сега преземено, што е планирано и така натаму, малку тука избегавме од агендата и ќе ни простите. Драго ми е, најнапред би се заблагодарам на сите присутни во салата за издвоеното време, на сите они што се обратија во воведниот дел, напорите што има при министерот да ете
и се обрати со снимена изјава, едноставно да ги искоординира собствените обврски. Повели? Повели? Да, пред да завршиме, само неколку пораки и појаснување за сите почитувани колеги, бидејќи гледам дел од председателите на судовите. Значи во наредни, почитувани колеги, значи во наредниот временски период заедно со амбасадата на САД и експертите кои што ќе бидат присутни, заедно со Советот за ИКТ, представници од Судскиот совет, ќе бидат посетени сите судови на сите нивоа во нашата држава, токму заради причините на лице место да се следат и констатираат просторните можности и капацитетите на самите судови, бидејќи секој суд си има своји перформанси, нели, според неговата големина и потребата, односно идентификување на потребата на опремата која што ќе биде неопходно потреба за соодветниот суд. Тука ви се заблагодарувам за присуството, за одвоеното време вам, на сите што не следат онлайн, на странските партнери особено. Дозволете да го на овој начин да го одбележиме во предвечерие, тоа е така речам на утрешниот празник, на Денот на независноста, со една активност која што е навистина при 30 години очигледно била далеку од она што било планирано или воопшто било дел од замислата како ќе изгледа општеството после 30 години. Ви благодарам многу за